ми се допаѓа Хамбург, криво ми е што е толку ладно. Трема имам уште пред секој настап. Да, а како беше соработката со Тоше Прески? Лично моја омилена е од нас зависи. Мојата најомилена песна од Каролина е Две лири. Две златни лири, таа песна ме потсеќа на баба ми. Да. Еве дечки, како можете да видите, све се спрема за концертот на Каролина Гочева, за да биде све после супер. Дојдете да ви кажам нешто. Мислам дека Каролина Гочева се зашминкава, на никој да не кажете, окей? Дечки, еве ги организаторите. Дојдете да ги прашаме некои прашања. Здраво! Здраво, Стосе, Како сте? Здраво! Како сте? Што правите? Добро ве најдовме. Имате кратко време да ве поставам неколку прашања за мојот акаунт? Супер, по првин, дали е све спремно за концертот? Дали сте спремни? Спремни сме. Е, Како што гледаш, веќе светлата света позади нас. Супер, добро, тогаш да видиме спремни. Сака да те прашам, а како до сега помина турнијата на Каролина Гочева? Па да ти кажам, турнијата помина феноменално, со веќе 4 града, веќе 5 од денеска, со пуни сали, премногу распреени луѓе и една прекрасна пејачка која ни ги дига срцата многу високо. Нашиот пристап да функционира онака како што посакуваме на македонска музика. Баша така. Што е следно? Дали можете да ми кажете кој и кога ќе гостува тука во Германија? Ние веќе спремаме неколку проекти во позадина. Добро. За 2025-та. Можеме ексклузивно да ти кажеме, следна турнеја во Германија ни доаѓаат next time. Одиме на низ неколку градови, ништо не е фиксно, наскоро ќе објавиме и ќе знаеме каде одиме, кога одиме, точните датуми ќе ги пуштиме наскоро. Супер ако е така. А дали сте размислувале до сега за македонска театарска представа тука во Германија? Баш го поведи моето прашање, нешто веќе некој време го договараме и мора да ти кажеме веќе ексклузивно веќе е во преговор. Навистина? Договори да имаме неколку театарски представи низ Германија, исто така турнеја која ќе иде многу убаво, која верувам дека многу млади и ќе сакаат да ги посетат и еве ги преговорите почињаат. Така да еве една ексклузивно за тебе еден одговор, уште еден ексклузивен одговор на кој стварно мислам дека многу луѓе ќе се радуваат и е така многу ми мерак што така млади луѓе како тебе сакаат да присуствуваат на такви театарски настави. Јас мислам дека би било навистина многу интересно, пошто јас и порано како дете многу често бев во театар, исто сега кога одиме во Македонија и некако нешто ми фалеше и мислев ај баш да ја кажам идејата, значи супер ако е во план. И нас ни фали затоа и сакаме да видиме. Да, супер ако е така. Значи на последната македонска вечер тука во Хамбург, навистина си поминав многу убаво и сакав да прашам дали вие повторно ќе организирате, дали е нешто више во план, што можете да кажете за тоа? Имаме 15.2. Имаме договорен датум. Наскоро ќе излезат исто и таму сите детали. Ќе има убави млади македонски пејачи, права македонска вечер, сите македонци во Хамбург да се почувствуваат како да се во Македонија. Ќе извадиме детали и пред се мора да напоменам целата забава, сите средства што ќе се соберат на таа забава, ќе одат 100% во црквата, односно во изградба на црквата во Хамбург. Да, така супер ако е така. Се надевам дека ќе уживаат сите што ќе дојдат. Голема посетеност колани и дека луѓето сакаат да имаат таа забава. Да, јас последната година исто многу во си поминав. И благодарам многу за вашето време и се гледаме повосле. Чао. Абе дечки, јас имам уште една желба. Која? Дали ќе можете да ме запознаете со Каролина Гочева? Мислам дека да. Секако. Навистина? Леле супер. Ајде можете отидеме. Ајде.
Јас како се разбрав дека ова ви е вашата прва турнеја низ Германија Да. и како си поминавте, како беа концертите? Преубаво до сега, стварно преубаво. Ова денес е петти концерт од турнејава. Првиот дел беше 10 дена бевме на пат, имавме 4 концерти. Сега вчера дојдовме во Хамбург. Да. Уште 5-6 дена сме низ Германија, така да денес вечерва сме свириме, пееме во Хамбург, а во понеделник ни останува уште Берлин. Така да до сега си поминавме преубаво. Секаде сретнавме прекрасни луѓе, прекрасни наши луѓе македонци, Да. и кои не дочека сега на прави да се чувствуваме како дома. Да, супер, ака е така. Значи, вие како што кажавте, бевте во неколку града и се останува само уште Берлин, а во кој град ви остави најубав спомен? Па не можам да кажам кој. Секој град нешто убаво се случуваше. Искрено, еве Хамбург, пошто сме во моментов во Хамбург, многу ми се допаѓа Хамбург, криво ми е што е толку ладно, многу е ладно овие 2 дена и не можев баш да го изживам, да го видам убаво градот. Вчера малку прошетавме, денес се бајле исто малку, но ми беше страв затоа што и малку сум на стината и треба да пеам. Да. Ми беше страв да не направам белја. И затоа не прошетав многу, но некако си ветив дека во Хамбург мора да се вратам кога е убаво времето, зашто градот ви е прекрасен. Ти си во Хамбург, така? Да, ние тука живееме, да. Е блага вас, во многу убав град живеете. Фала многу. А вчера и денеска се бајле, значи каде бевте, што прошетавте? Вчера прошетавме, бевме на Вајле, тоа Крисмас маркет, кај што бевме во центарот на градот, таму на Оставија. Супер. Малку се прошетавме низ некоја пешачка зона каде што има продавници. Бевме преку ден во филхармонијата, тоа прво отидовме таму, кога влеговме во Хамбург од аеродром. После тоа кај отидовме? Бевме вечерта во едно фино барче, ама рано си отидов да си легнам, затоа што ме чекаше концерт за Дредента. Да. А утрово излеговме со намера да шетаме, меѓутоа се пикнавме во една стоковна куќа зашто беше многу ладно. И Да. останавме таму, не мрднавме до крај, после тоа се вративме во хотел и еве сме тука. Да, Веќе неколку часа сме тука. Да. А имавте време да го видите дом или дали ќе имате време да го видите дом, ако знаете што е тоа? Што е? Дом е како голем луна парк и доаѓа да. 4 пати во година и баш е многу убаво. Доаѓа и во лето некогаш? Да, доаѓа и во Кога ќе лето. дојдам во лето, тогаш ќе го видам. Да, супер, ми било добра идеја. Да. А на колку години вие имате испеано вашата прва песна и дали имавте трема пред вашиот прв настап? Трема имам уште пред секој настап. Да. И тремата е сосем нормална работа, така да особено тоа значи дека ти е значајно тоа што го правиш, дека ти е важно како ќе се представиш, што ќе направиш и така натака. Првата песна која ја испеав на своји 11 години, значи бев нешто помалечка од ти сега. Браво. Беше тоа на фестивалот Макфест, ако си чула за фестивалот Макфест во Не, Македонија, до кој сега е познат не. фестивал. Се уште постои и е фестивал така со традиција. Во тоа време беше едно од најзначајните случувања кога е музиката во прашање, кога е поп музиката во прашање и јас таму се појавив на, како што кажав, на своја многу рана возраст, на 11 години и од тогаш некако почна така го трасирав патот кон тоа дека ова веројатно некогаш ќе биде нешто со кое професионално ќе се занимавам. Иако тогаш продолжив да настапувам на фестивали, на Скопски фестивал, на некои, главно беа фестивалски настапи, меѓутоа кога подпораснав уште малку, значи кога веќе станав полнолетна, тогаш веќе почнав многу посериозно да се занимавам со музика, да снимам албуми, да имам концерти и така натака. Браво. А вие кога бевте дете како мене, што сакавте да видите кога ќе пораснете? Од секогаш сакав да бидам пејачка и уште од многу мала, уште од помала од тоа што си ти сега. И како што ти кажав, таа желба баш доста рано ми се исполни, затоа што само на свој 11 почнав да се појавувам на фестивали. Бев позната помеѓу својата генерација, ме знаеа и некако уште од тогаш така си го одредив патот по кој сакам да се движам. И многу ми е мило што ми се исполни тој детски сон и што толку го сакам тоа што го работам. Да. Еве, мојата најомилена песна од вас е Се лажам с тебе, а вашата која е? Не би можела да издвојам една. Во различни периоди различни песни, особено кога работам некои песни додека се нови, ги слушам постојано и во тој период тоа ми е омилена песна, па после некој време ќе се заситам, па не ја слушам.
Ама, зависи. Доста ги менуваме аранжманите во живите изведби, така што повторно некако ги засакувам некои песни кои може би ми била малку поддосадени, бидејќи нели нормално е тоа кога нешто го изведуваш со години и малку да се заситиш од тоа. Да. Но стварно не можам да издвојам една. Браво. Вие до сега колку дуети имате снимено и дали е некој нов дует во план? Не знам колку дуети имам снимено, имам веројатно немам многу, со оглед на тоа што сум повеќе од 25 години во ова. Имам се на се можеби 4-5 дуети, од кои најпознат е секако дуетот со Тоше Проески, со нашата најголема легенда. Така е. И некој дует сега во брза иднина, во блиска иднина немам во план, но не значи дека тоа нема да се случи. Тоа се работи кои се случуваат, барем јас така сакам да биде, без некој премногу договарање, за да биде убаво, за да биде спонтано, за да звучи како што треба. Да, а како беше со работката со Тоше Проески? Работевме ние тогаш многу, затоа што истата продукцијска куќа Avalon Продукција, со кој јас се уште работам, не застапуваше и двајцата, и во тоа време поминувавме многу време заедно. И исто и многу се дружевме и надвор од сцената, така да тие неколку години, кога настане и дуетот, имавме и заеднички настапи, заеднички концерти, патувања, така што беше, тоа се едни од, можеби, најубавите години, целиот тој период, можда и дека бевме млади, дека бевме на почеток на својата кариера, или полни со ентузијазам, со желба, така што баш ми се тие почеток на 2000-те, секогаш ми будат насмевка тие, кога помислам на тие години и на тие почетоци. Да. А кои се вашите очекувања за вечерва? За вечер би сакала да биде како што беше и во другите градови, бидејќи сегде тоа што ги спојува сите концерти е тоа што од почеток до крај публиката ме придружува на сите песни. Значи имам хор кој што ме придружува на сите песни од почеток до крај. И искрено кога доаѓав тука пред првиот концерт, малку ми беше, не можам да кажам дека ми беше страф, но имав некаква неизвестност, зашто сепак е Не е истото. Не е исто, сепак сум надвор од Македонија, сепак знам дека доаѓаат наши луѓе, меѓутоа не бев сигурна колку ги знаат, дали ги памтат песните и така натака. И многу пријатно ме изненади и многу ме израдува тоа што буквално на сите концерти досега сите песни се пеат. Од прва до последна. Ви благодарам многу за вашето време. Тебе, Патичко. И ви посакувам в концерт и се надам дека ќе се видиме повторно во Хамбург. Разбира, тука сум. Да. Хвала. Еве дечки, сега ќе видиме низ публиката и ќе видиме кој најдобро ја знае Каролина. Ајде. Здраво! Здраво, Анастасија! Дали ќе можеш да ми кажеш една песна од Каролина Гочева што ја знаеш? Знам многу, ама лично моја омилена е од нас зависи. Супер! А што мислиш од вакви настапи на ваков тип? Јас мислам дека е ова една одлична можност да се запознаеме ние македонците кои сме, од кај сме, колку време сме овде во Хамбург, да створиме пријателства и мислам дека ваков тип настани концерти се повеќе од потребни и би требало да се случуваат многу почесто во иднина. Јас исто, јас мислам дека јас обожавам вакви концерти. А кој сакате да дојде следно тука во Германија на настап или во Хамбург, да кажеме подобро? Многу би сакала да ги видам тука next time. Мои омилени. Се надам дека ќе дојдат наскоро и со задоволство би се дружеле уште еднаш на еден таков настап. Да, јас си мислам дека би било супер ако дојдат. Супер. Чао, фала многу за времето. Сакам да те прашам, кој денеска ќе прави концерт? Денеска доаѓа Каролина Гочева, нашата омилена. Да, а која е твојата најомилена песна? Мојата најомилена песна од Каролина е Две лири. Навистина е прекрасна. Да, и навистина е многу убава песна. И тебе ти се допаѓа, нели? Да. А кој сакаш следно да прави концерт тука во Хамбург? Искрено би сакала да дојдат next time. Си е беа еднаш веќе во Германија, колку што се сеќавам, но не беа во Хамбург. Така би било добро да посетам. Да, сега ги чекаме next time дојдете тука во Хамбург. Ја очекуваме за следна забава. Ето така е, чао! Здраво! Здраво, Анастасија! Како си? Добра, вие како сте? Супер! А ти мене од кај ме знаеш?
Јас те знам од YouTube каналот и си ми фан уште од самиот почеток. О, фала многу. Тебе за тебе ти си нашиот представник на нашата држава Македонија. Фала многу. А која е вашата најомилена песна од Каролина Гочева? Сите песни се мелем за душа, но емотивно јака песна ми е дефинитивно Две златни лири. Таа песна ме потсеќа на баба ми. Да, супер. Може ли ја те пуснам? Како да не? Чао, чао. Ајде да ми кажете една песна од Каролина Гочева. Две златни лири. Повелете. Ништо. Здраво. Дали ќе може да ме прашам нешто? Ich spreche leider nur Deutsch. Ach so, alles klar. Eigentlich heute hier. Okay, kennen Sie die Sängerin, die heute singt? Nein, aber meine Begleitung, die kennt die sehr gut. Okay, kennen Sie ein Lied von ihr? Можем на македонски, нема. Добро, супер. Кажете ми една песна од неја. Две лири. Повелете. Уште едно Да уште. Дали знаете една песна од Каролина Гочева што можете да ми ја кажете? Две лири. Повелете за вас. Ништо, чао, чао. Дали може да ми кажете една песна од Каролина Гочева? Дали нам дарови. Повелете за вас. Пријатно. Германска турнеја. Прекрасни луѓе ни беа до сега, гледаме и вечерва дека ќе биде исто како на претходните 4 концерти. Дека ќе креме од почеток до крај, мислам дека се спремни. Затоа што може да почувствува зала ни. Нају да може да одма.
Знаешь, каква болка ти ми оставаш, и можеш да ме разбереш, сакаш душа, а ми ја оценеш. Се ти можеш да ме излажеш, а небо сонце да ми украдеш. Јас имам небо душа, голема, твојата љубов е лажна и проклета. Ебар, да може веднаш јас мојво срце да го испратам, кај што нема да те сретам тебе, но завадам, тебе. Знаеш, дали чувствуваш, каква болка ти ми оставаш, дали можеш да ме разбереш. Мислех можам да ти верувам, нема зид меѓу нас, и се сеќавам на секој збор поред. Ми речи ти си се да бидеш со мене, за секогаш до крај сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш.
reći, ni zašto bilo ko da ne bilo, to znam. Što sakaš, od neba teži na moj teli košuli. Cela noć figura spomeni. Zašto se moj prostura i barebe naš se pokajuva. Srećam, gdje ti posakam i gdje ti naračam za dveri. Yeah.
te strah, što te